Добро во последниот разговор за денешниот утрински брифинг ќе го посветиме, како и секоја година ова време, на скандалите кои ни се случуваат поврзани со изборот за песна на Евровизија. Тој скандал помина, но еве нашата представничка веќе отиде и веќе почна да учествува на сите оние настани пред Евровизиската вечер и како и секоја година, како по некое непишано правило, нас не поврзуваат скандали и цела македонска јавност овде се жести за некои мали грешки. На оваа тема ќе разговарам со Виктор Апостоловски, музичарот кој беше исто така финалист заедно со Андреа. Практично изборот беше помеѓу нив двајца кој ќе ја представува државата, а на крајот отиде младата Андреа. Виктор, добро утро, ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од денешниот утрински брифинг. Добро утро и добро е најдов. Бурни реакции, како што кажав, од страна на македонската јавност, и тоа многу поделени мислења за фрлањето на македонското знаменце. Половина настапија со јавен линч кон Андреа, другата половина пак со исто толку агресивна одбрана. Ајде прво, како вие го толкувате овој потек и како ги толкувате реакциите од јавноста? Па, да бидам искрен, прво и основно гледам да не навлегвам во тие работи воопшто. Не знам, мислам го разбирам гневот на луѓето, ја разбирам јавноста, пошто ова не е реакција само на фрлање на знамето или појма, немам. Мислам дека има многу насобран гнев кај нас како народ и тоа се рефлектира на одредени места. Самиот чин на фрлање знаме, знаеме како може да се протолкува, само не знам, валјда не е причина да се пишат какви се не работи изначитав деноеве. Малце ми е, го сваќам гневот, ама до толку да има да се пишуваат работи, има начин на кој треба да се направи ова, има луѓе кои треба да се погрижат за ова и луѓе валјда кои треба да одговорат на одреден начин. И тоа е тоа, нема зошто гледав дури и коментари многу дека демек немој да браните дека едете ова и демек вака и вака. Јас искрено мислам дека извинете, малце сум заспан уште, само што станав од спиење искрено, затоа ми се плетка малце јазикот. Сав да кажам, се работи според мене за неискуство. Јас сум сигурен дека ова не е намерно или дека не знам, дека некој со намера сака да го сврти народот против себе. Мислам дека пред да поразговараме за тоа кои се луѓето што треба да се грижат за ова кои вие ги споменавте, морам да прашам како вие би реагирале кога би се нашле во една ваква ситуација? Сите наши представници како по некое непишано правило за грешки се извинуваат додека трае цело ова евровизиско лудило, така ќе го наречам. Како би реагирале вие кога би се нашле во ваква ситуација? Види, малце ми е, прво, не знам, се осеќам некако без веза да зборам уопште на темата, малце е неблагодарно се од ова гледна точка, сите можеме да кажеме како би изреагирале, ама кога си таму е малце поинако. Јас не сум бил на Евровизија, ама сум бил пред камери буквално 3-4 месеци нон-стоп, 24 сати со кога беше идолот и знам што значи да си под таков притисок, да те гледат сите и да не смеш ништо да кажеш или да погрешиш на било каков начин. И не можам да речам дека кога би ошол јас дека не би направил некаква поинаква глупост, пошто никој не сме совршени. Меѓутоа, да фрлиш знаме, можда е ова, не знам, можда е ова некоја рефлексија на тоа како младите поинаку ја гледаат оваа работа или не знам како ја кажам, меѓутоа јас прво
сигурен сум дека ова не би го направил, пошто едноставно е, знаеш, ако воопшто, еве, нека не е за државата, ако воопшто си навивал за некој тим во животот, фудбалски или ова она, знаеш што значи фрлање на дрес или на знаме или на било што. Едноставно, А не ако знам, си музичар ја- и не знаеш во оваа спортска конотација? Па не знам како да кажам, меѓутоа за мене фрлање на знаме едноставно значи пораз. Така што никогаш не би го фрлил знамето и мислам дека тој уствари поентата на имање на знаме или на некаков таков символ, и поентата на одење на еден надпревар од ваков калибар или општо спортски или било каков музички, светски надпревар или европски, е пред се да представиш земјата. Така што малце без веза ми е што се гледа на видеото дека нема никој во близина. То ми е малце без Ајде веза токму на момент. таа тема да поразговараме. Значи, не си- Апостоловски, треба ли МТВ да има развиено добар протокол и добар медиумски тренинг? Каков е вашиот впечаток? Го прават ли тоа луѓето внатре во јавниот сервис кои се задолжени за ова работа, бидејќи повторно ќе повторам, тоа се луѓето кои го организираат овој избор за Евровизија, а речи си по правило секоја година се случува некој скандал. Па види, реално треба да има. Јас не знам каков му е протоколот и кој како оди и шо оди, никогаш не сум се заинтересирал да видам. Ама реално треба да има пред се на било кој настан. Значи како изведувач ти треба да имаш, тоест човекот што те носи или што те организира, појма немам, треба да има човек покрај тебе за било шо. Пред се за шминка, проверка, не знам, вода да ти подаде, да земи нешто или што и да е, мора да има барем еден човек до те, ако не и цела екипа, ако веќе има задолжена цела екипа, валјда треба се таму, или ако веќе се работи за млад изведувач, валјда некој треба седни да му раскажи, ако веќе тој не знае, треба седни некој да му објасни како се представува држава или што треба се направи. И јас кога би одел, би сакал некој да седни со мене и да ми објасни како стојат работите, кај треба да се појавам, што треба да кажам, што не смеам да спомнам и така натаму и така натаму. Пошто реално е, кој што реков, не сум бил на Евровизија, појма немам некои работи како се одвиват, така што треба валјда некој да има. А при првичниот избор, бидејќи бевте финалист заедно со Андреа, како беше тоа организирано? Имате ли некакви замерки за тоа? Имаше ли луѓе кои некако ве подготвуваат за тој евровизијски избор? Па не, реално беше многу краток временски период, да речеме првиот состанок од кога бевме избрани беше во петок, видеата се снима од понеделник, само договоривме датум, ни кажаа како отприлика сето тоа ќе се одвива. И тоа беше тоа. И после тоа почна изборот, излегува видеата, почна гласањето и така натаму. Значи никакви правила, така што никаков протокол. Не ви беше објаснет. Не, ни кажа како ќе биде пример гласањето, како ќе се одбира, што ќе се одбира и така натаму. Меѓутоа само ни кажа дека ќе сниме пример green screen видеа и вака сето тоа ќе се случи и толку беше. Јас реално мислам дека кажав и на состанокот дека малце поќе ми има логика да излезиме и да ги изведиме нештата, да речам во живо или како и да, ама ми кажа во смисла знаеме дека сите знаете да пеете, поентата да си спромовират видеа, и песните. И реков, окей, нема поента јас да се правам паметен са пред сите, да ме кај во живо да наставаме, ако е таков концептот, тоа е тоа. Меѓутоа, не знам, според мене, јас мислам дека кога веќе се настапува таму во живо и кога, пошто сите уште во Македонија го гледат Евросонг како надпревар за песна, јас не го гледам како надпревар за пеење. Не е надпревар за пеење, имаме државни и светски надпревари по соло пеење и такви работи. Евросонг или Евровизија е еден настан на кој треба да имаш еден целосен настап и би било убаво кога би можеле да го направиме тоа, пошто, например,
не знам, еве, нашата песна барем ќе имаше сосем друга димензија кога би можеле да изведиме во живо. А би Така, имале пошто ли за доволно повеќе финансии за таков сценски настап, за каков што зборувате, бидејќи секоја година нашиот парите кои ги даваме за тој сценски настап се оскудни? И сите наши изведувачи до сега се жалеа токму на тоа. Па не знам како стојат тие финансиски делови. Бидејќи убаво е да реално. замислувате супер модерен настан, но некој треба да го isfinansира тоа. Така е, тоа е факт, меѓутоа кај мене добрата страна од моја страна, од моја гледна точка да речеме, што јас имам тим на луѓе што на пример брат ми е еден од популарните, да речем, или најдобрите кореографи на нашите простори, така што барем тој дел не се замарав барем со тој дел, пошто знам дека имам човек дома буквално што може да ми направи нешто светско. Да, И што веќе работел на светски проекти, да речем. И барем тој дел ми беше онака замислен и знаев дека ќе го средиме. Сега останато од сцени, од светла и така натаму, затоа ќе се секиравме кога би биле избрани. Сега Некако сите во оваа држава повеќе се подпираме на пријателите отколку на државните институции на кои што работе име да го направат ова, но тоа е друга тема. Апостоловски сосем за крај, какви се очекувањата од настапот, дали воопшто Андреа ќе продолжи бидејќи МТВ се уште калкулира дали да ја повлече назад или не? И дали сметате дека можеби треба да се откажеме неколку години од овој настап додека не се изорганизираме од внатре, бидејќи такви реакции барање имаше од јавноста? Јас мислам дека Андреа ќе настапи сепак, знам дека се прат калкулации, меѓутоа на крајот на денот Андреа е изборот што МТВ го направи и мислам дека кога веќе стигнавме до овде, без разлика што се деси скандал, да речам. Мислам дека е веќе време да окей како лекција моментот стварно треба го има, пошто знам дека сум го видел ова симптоматично, да речам, однесување за помладите луѓе и мислам дека добар момент е како лекција и дека треба да се сменат некои работи во тоа како треба ние да си ја сакаме државата. Треба да научиме одново некои работи. А мислам дека треба настапи, пошто веќе изборот е направен. Јас сум сигурен дека Андреа сигурно намерно не го направил. Ова и не е сон да биде таму. И нема поента да се музиката на крајот на денот е место за кај што треба да шириме љубов. И мислам дека е време да малце да поттикнеме да стане една подобра верзија од себе и да и дадеме шанса да настапи, а после тоа кој си има таму валјда имаме институции да си одредат кој треба да одговара, како сетото треба се одвива. Јас не би да коментирам на темата, пошто едноставно е неблагодарно. Јас не сум човек што би се сител сега на... Дури имаме и Супермен верзија македонска, што не ќам сега да ја пуштам, пошто малце глупо ќе испадни дека е намерно. Не ќам да го направам тоа во никој случај. Така што мислам дека треба да настапи, мислам дека треба да го клајме за нас во моментов. После тоа, дали треба некој да одговара, кој треба да одговара, си има институции за тоа и треба да се погрижат за тоа и треба од ова да научиме една лекција и треба за понатаму, за наредните години, да се размисли како би постапиле понатаму, дали воопшто дојме, дали да не одиме. Јас сум за да се оди, пошто на сите нас ни е сон да излеземе и да представуваме државата и да покажеме што знаеме надвор во светот, пошто сите како артисти мислиме дека можеме да ја донесиме на едно поинакво ниво приказната. Само за да го направиме тоа мора да сме сплотени, мора да имаме поддршка и од самата телевизија и да се сменат некои работи, пошто очигледно вака се случуваат некои несакани моменти за сите. Така што мислам дека дефинитивно треба да има некои промени и
мисламе дека имаме доволно лекции веќе, са не значи тоа дека некој нема да сгреши во иднина, ама барем вакви работи не треба да се случват и не знам, треба едноставно треба да одиме да шириме љубов таму и да се представиме државата во најдобро свет. Токму така, оној кој го организира целиот овој избор можеби треба најголем труд да вложи во се во ова. Виктор Апостоловски, благодарам. Благодарам за ова гостување и за овој коментар. Фала ви многу. Имајте во ден. Пред да се одјаваме, ви јас уште еднаш како и мојот соговорник ќе ја изразам повторно надежда дека повеќе нема ни се случуваат вакви работи, но за тоа да се случи, како што кажа и мојот соговорник, редно време е некој да преземе одговорност. Од МТВ не сме виделе воопшто одговорност ниту за овој, ниту за било кој претходен скандал поврзан со овој настап, а повеќе од очигледно е дека постои едно огромно отсуство на добра организација таму, бидејќи сето ова што се случува е само последица на тоа. Очигледно е дека нашите представници не добиваат медиумски тренинг, не само медиумски тренинг, туку и тренинг за настапот таму и за тоа како треба да изгледа представувањето на една држава. Еве како што каже Апостоловски, пеачите се пеачи, уметниците се уметници, но оној кој го организира тој избор, тоа се луѓето кои треба да се погрижат за целото тоа представување да помине достоинствено, а тоа во многу години назад не се случи, така што можеби како држава целосно треба да ја ревидираме работата на македонскиот јавен сервис. Да подсетам дека и директорот и програмскиот сервис совет се уште се на истото место, истите луѓе со истечен мандат и претениците како да не сакаат, немаат волја или желба да го решат овој огромен горчлив проблем во македонското новинарство и македонската медиумска сцена, а тоа е проблемот со јавниот сервис, кој покрај сите барања и протести во минатото, сепак на крајот остана нереформиран и повторно ќе кажам со луѓе со веќе истечен мандат. Можеби навистина ни треба една голема реорганизација внатре во јавниот сервис за да престанат веќе да не следат овие скандали на кои што само се брукаме во јавност и навистина е редно време да добиеме достоинствен јавен сервис и достоинствено представување на овој европски музички натпревар.